почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за локална самоуправа, господинот Златко Пирински. Министре, најавивте 100 милиони евра за општините веднаш по ребалансот на буџетот. Зошто централната власт ќе врши работата и задачата на локалната власт, како што се реконструкција на водоводни мрежи, изградба на градинки или пак изградба на локални патишта? Идејата на ова ветување, предизборно морам да кажам, а потоа и преточено во програмата на владата, не е централната влада да ја врши работата на градоначалниците, туку главната идеја е да немаме повеќе општини каде што немаме водоводи, каде што немаме канализации, каде што немаме патишта за нормално функционирање на граѓаните во рамките на тие општини, и тоа е главната и суштинска цел која што е преточено во ова ветување, сега веќе и во владината програма. Свесни сме дека во одреден дел, поготово во внатрешноста, општините имаат потешкоти и да нормално функционираат и ги обавуваат своите, како да кажам, основни дејности, и во многу зависат од ваква помош од страна на централниот буџет, за да можат својата општина да ја развиваат исто така како и останатите поголемите, поразвиените општини кои што се финансиски помокни и постабилни. И во таа насока цениме дека е навистина битно во 21 век веќе да немаме улици кои што се неасфалтирани, да немаме општини каде што нема водоводи, да немаме општини каде што нема канализациони системи, и во таа насока ќе го реализираме ова предизборно ветување преточено во програмата на владата. Точно е, го чекаме ребалансот на буџетот, кој што очекуваме да се случи некаде кон крајот на месецот, и веднаш потоа ќе се објави јавен повик на кој што локалните самоуправи ќе можат да аплицираат со веќе изготвени проекти. Ако централната власт им помага финансиски на општините да си ја завршат својата задача, дали тоа значи дека градоначалниците не си ги исполниле ветувањата и не можат без централната власт да си ги завршат основните надлежности и ингеренции кои што ги имаат, како што е изградба на локални патишта? Има локални самоуправи кои што навистина во своите буџети не можат да проектираат проекти кои што се од основно капитално и инфраструктурно значење. Едноставно, можноста за нивните капитални инвестиции се ограничени. И тука има X фактори зашто е тоа така. Значи, што и да направи тој градоначалник, колкав и капацитет да има, колку и да е визионер, не може да собере доволно средства за да реализира основен проект. Јас комуницирав неколку пати во јавноста, веќе почнаа нашите средби со градоначалниците по плански региони, и тоа се суштински средби на кои што ние како Министерство за локална самоуправа треба да ги согледаме нивните реални проблеми. Со неколку од нив разговарав и лично. Она што го слушнав е навистина разочарувачки. Ние имаме општини, цели општини, каде што немаме канализационен систем. Тоа е навистина поразително. Од друга страна па велиме сите граѓани во Македонија се сконцентрираа во градот Скопје. Да, точно е тоа. И нормално е да е така, затоа што во денешно модерно време, кога сите се на интернет, луѓето немаат канализационен систем. Дополнително, немаат питка вода. Не можат дома да си дојдат, затоа што немаат улица. На секој пореен дожд не можат да излезат од дома. Нормално е ние, при овие услови, да кажеме да, све се концентрира околу Скопје, но тоа е погрешна политика. Тоа не е добро, ниту за државата, ниту за градот Скопје, ниту за нас како скопјани. Суштината е дека ние преку овие интервенции сето ова планираме во наредниот период да се смени. И колку и некој градоначалник да се смета за успешен и визионер, во таква мала локална самоуправа навистина во ниеден случај нема да може да реализира таков проект. Што е поразлично од претходно, кога еве во првите 2 недели од поставувањето на оваа влада, премиерот Христијан Мицковски, исто како и неговите претходници, се фотографираше и се појавува на настани од локално значење со, народски кажано, фрлање лопата, што според PR експертите испраќа една порака дека се што се гради во државата, се гради поради него или во блискост со него. Јас не гледам навистина проблем да некој човек, како што е во моментот премиерот Христијан Мицковски, се радува на нешто што се реализира во рамки на неговата држава, за која што он е, ајде да кажеме, првиот човек во моментот.
Навистина не гледам ништо спорно да некој проект кој што ќе се реализира без разлика дали е од локалната самоуправа, дали од централниот буџет како премиер, како носител на јавна функција, истиот да се појави и да се радува на тоа што се случило. Ние сме сведоци дека изминатите 7 години една шајка не се закова во Македонија, а 7 буџети се потрошија. И затоа сме доведени до оваа ситуација да не знаеме кој правец да го фатиме. Ние наследуваме тотално девастирани министерства, тотално девастирана влада, тотално девастирана држава и тотално девастиран народ. Навистина сакаме таа слика да ја смениме во целост. Дали би можело од друга страна овие пари да значат и билдање на политички поени во однос на локалните избори до година, ако го земеме в предвид фактот дека поголемиот дел од градоначалниците во земјава се од владеачката партија ВМРО-ДПМН? Тоа што повеќето градоначалници се од страна на ВМРО-ДПМН само го потврдува фактот што го кажав пред малку, а тоа е дека 7 години шајка не се закова во државата. Затоа се повеќето градоначалници од страна на ВМРО-ДПМН. Ние преку оваа мерка не правиме селективност на основа на партиска определба. Значи сите градоначалници, без разлика на политичка определба, можат да аплицираат со проекти. Не ни е нам интенцијата да развиваме онаму само каде што имаме локална власт, како политичка структура, сега зборам, како политичка партија. Напротив, сите овие пари ќе ги диспрезираме на сите оние градоначалници кои што сакаат да учествуваат на овој јавен повик со реално издржани готови проекти, пропратени со нормално готова документација. До сега ниту еден градоначалник не поднал одговорност за презадолженост на општината и за блокираните сметки. Само во првите 3 месеци најзадолжени општини се Тетово и Гостојвар, оттаму доаѓаат вашите коалициони партнери Билјал Касами и Арбен Таравари. Нивните општини се задолжени со по 10 милиони евра само во првите 3 месеци од годинава. Кога некој градоначалник ќе одговара за недомаќинското работење во општината? Јас навистина не сум лицето ниту па институцијата која што може да каже кога некој ќе одговара. Се претпоставам дека прашањето ви е во рамки на законот кога би одговарал. Тоа прашање ќе го адресирате на друго место. Во принцип ние кои што работиме јавна работа во политиката, секогаш одговорност имаме пред граѓаните. Конкретно спомнавте 2 општини, финансиската состојба мислам дека таму е лоша многу пред да дојдат овие сегашни наши коалициони партнери, така да тоа е една генеза која што се протега можеби повеќе од 10 години. Мислам дека нема градоначалник кој што би сакал да остави негатива во смисла на финансии во својата општина, доколку тоа може да го смени на било кој начин. Навистина ми е жал што реалните состојби во рамките на општините се такви какви што се. Имаме и повеќе општини кои што кубурат со финансиски средства. Се согласувам со вас во степенот на менаџирањето од страна на градоначалникот дека можеби може да се на некој начин подобри сето тоа, но најверојатно одговорноста во секој случај ќе се најде и на следните избори, затоа што како тоа што им се случи на нашата моментална опозиција, претпоставувам дека доколку не работите согласно она што се очекува од вас, може и на нас да ни се случи. Првите 3 најзадолжени општини, покрај Тетово и Гостојвар, влегува и град Скопје со долг од 9,1 милион евра само за првите 3 месеци од годинава. Што е за 3 пати повеќе во однос на истиот период претходната година. Што мислите, на што се должи таквата задолженост за толку краток период за главниот град? Долгот кој што вие го споменавте, мислам дека се однесува само на градот Скопје. Јас морам да споделам со вас информации кои што јас ги имам во моментов. Во овој долг не се влезени долговите на јавните предпријатија, што е уште попоразително за скопјани. Ситуацијата во градот Скопје, јас лично ја имам доживеано, затоа што, како што веќе знаете, бев дел од водовод и канализација одреден период. Од оваа времена дистанца можам да кажам дека Скопје е пред колапс. И ова не го кажувам тенденциозно за да нападнам нешто или да креирам некаков нов политички циркус. Не, воопшто не ми е тоа идејата. Јас само можам од
мојава позиција која што ја имам во моментот да апелирам до градските власти да се разбудат од зимскиот сон, затоа што секоја приказка има почеток и крај. Утре ќе треба некој да се сврти позади грб и да каже дечки јас ова го направив или јас ова не го направив. Состојбата е премногу загрижувачка во Скопје, покрај тоа што ништо капитално не се инвестира. Финансиската состојба е страшна. Јавните предпријатија ќе останат без вработени. Тоа е многу голем проблем. И сите нас, без разлика на која позиција сме во моментот, зборам сега како Скопјани, треба да не загрижи и тангира. Навистина голем проблем и голем ризик. Вашата претходна соработка со градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска заврши со ваше разрешување од позицијата директор на водовод и канализација. Каква соработка ќе имате сега од оваа позиција министар за локална самоуправа? Ви ги споменав средбите кои што ги одржуваме во владата со градоначалниците по планските региони. Само Арсовска не се појави на таа средба. Уредно беше поканета. Значи, навистина немам потреба да ме влече гнев од минатото и сега да од позиција на моќ јас нешто правам или репресирам некоко. Напротив, стојам на располагање за секој оној кој што сака да направи нешто добро во оваа држава. Отворени му се вратите на Министерството. И во иднина еве и апелирам, како што и апелирав пред некоја минута. Во секое време, то колку мисли и цени дека можеме како Министерство некако да помогнеме, добре дојдеме. Во тој контекст, тогаш најави кривична пријава против вас, обвинувајќи ве, да ја цитирам, дека сте биле фатени со рачињата во мед. Што се случи со таа пријава? Ве повикали обвинителство на разговор? Имаше ли никаков епилог или тоа беше само за пред камерите? На самата пресконференција која што ја одржав во рамки на водовод и канализација дента кога дојде да ме разрешува и кога ни упадна практично на пресконференцијата, јас бев тој кој што ги повика институциите да ги проверат сите наводи, затоа што јас бев сигурен во тоа што го зборев тогаш, а еве и после 2 години практично и се потврди. И самите банки инвеститори, странските банки инвеститори ме потврдија дека тоа што тогаш го кажував било така како што е. И ние бевме отворени за соработка, јас дадов исказ секаде каде што ме повикаа, и нема никаква кривична пријава, затоа што нема основ за таква кривична пријава. Мене ми е жал што во изминатите 2 години, освен после оној политички циркус кој што беше креиран од страна на градот Скопје, освен потпишувањето на договорот за изградба на пречистителната станица во Скопје, ништо не се случува. Тоа нас суштински треба да не загрижи. Тука е главното прашање. Зошто не се случува? Кога ја спомнувате пречистителната станица, државниот ревизор утврди дека и после 10 години ништо не е направено и дека водовод град Скопје заедно со централната власт неефикасно раководат со овој проект и постои можност да се загубат финансиите. Дали вие како министар за локална самоуправа имате можност да преземете некакви мерки за да овој проект малтене не пропадне? Ние како Министерство за локална самоуправа немаме големи ингеренции во овој дел. Тука може би повеќе би било засегнато Министерството за животна средина, а како влада би требало на некоја од следните седмици да видиме докаде е овој проект, бидејќи ова е државен проект. Ова е проект од национално значење. Покрај тоа што е многу битен за градот Скопје, битен и за цела држава. Па можам слободно да кажам и за регионот. Би го покренале во прашање на владина седница? Зашто да не? Кога седнавте на министерското столче, со какво наследство од вашиот претходник Ристо Пенов се соочивте? Не би сакал да навлегувам тука во детали, чисто ради политичка коректност, ајде така да кажеме. Институционално можам да кажам дека наследувам комплетно девастирано министерство. Не можам да ги обвинам луѓето кои што работат овдека затоа што тие не ни знаеле всушност што треба да работат, што навистина е погубно. Ние немаме 200 министерства, имаме 24 министри кои што се задолжени во рамките на владата и да превземете една ваква институција која што можам слободно да кажам дека е во распад, е навистина жалосно. Имаме план, имаме стратегија, како тим се горе-доле оформивме и почнуваме да ги спроведуваме политиките на владата. Не гледаме назад што било, од она што ги запознав моите колеги овдека, има елан за работа, луѓето сакаат да работат и се надевам на одлични резултати во иднина. Ви благодарам за разговорот.
Ви благодарам на вас за можноста. Вам, почитувани, ви благодарам што го следате неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.